Секвоја дендрон гигантеум, најголемото дрво во светот, џиновска секвоја, еве ја и овдека кај нас во Македонија, на планината Китка, на 980 метри надморска височина. Што е карактеристично за ова дрво и што е толку атрактивно за целиот свет? Ова е едно од најстарите дрвја. Се смета дека негде преку 2,5 милиони години постои секвојата. Едно од најголемите дрвја, досега најголемо измерено дрво, од овој вид 112 метри, меѓутоа уште што е поспецифично, едно од најдебелите. Измерени се 12,5 метри диаметар од ова дрво. Денеска тие дрвја се наоѓаат во националните паркови во Сиера Невада, кои најчесто се именуваат како секвоја паркови, шуми секвоја и така натака, и секако и во најдобриот светски национален парк Јелоустон. Секвојата била многу интересантна и атрактивна кога за прв пат е пронајдена. Уште во 1871 година, мислам, кога ја пронашли на планините на Сиера Невада, негде на 2000 метри надморска височина, представувала стварно атракција, бидејќи досега луѓето не виделе такви огромни и големи дрвја. Постоеле повеќе начини да се именува дрвото. Еден од предлозите на тој што го открил дрвото, бидејќи се наоѓало во подрачјето на индијански племиња, па за да се усогласат, рекле дека најдобро да се даде името по индијанскиот поглавица секвоја. И од тука и го добива и латинското име секвоја, и секако се додава и наставката секвоја дендрон, значи се работи за дрвен вид, гигантеум, нешто големо, џиновско. Дрвото како од интерес почнало да се пренесува во цел свет, во Европа, во Австралија, во Азија и на другите континенти, пред се како декоративно украсно дрво, и тоа на некои места дури почнало да се одледува и како шумско-стопански вид. Па затоа и на овој локалитет овдека што го гледаме, на тој начин и дрвото донесено. Во далечната 1960 година инженерот Шалтански во рамките на проектот за зголемување на четинарските видови во Македонија, на овој локалитет внесува поголем број на различни алохтони дрвни видови, тоа се екзотични странски дрвни видови кои многу брзо раснат. Еден од тие видови била и секвојата. Да се вратиме на специфичностите на секвојата, а тоа е пред се незиниот хабитус. Секвојата има тесен, кога е млада тесен и широко пирамидален хабитус, кој со текот на времето гранките се чистат и крошната останува во горната една третина. Секвојата има тенки и не толку долги гранки, меѓутоа незината кора е многу специфична, бидејќи е мека, лесно кршлива, целата е во слоеви, со многу целулоза во нејзи и танини. Ова ја прави да биде силно огноотпорна и ова е еден од начините на кои што секвојата успеала да опстане во националните паркови во Америка, бидејќи секвојата не трпи конкуренција од други видови. И пожарите секогаш и погодувале на секвојата, бидејќи пожарите ги расчистувале другите видови, меѓутоа секвојата
поради својата заштитна кора, се штити од пожари и успевала да обстане. На тој начин сета храна, целиот простор, воздухот, светлината останувала за нејзе и затоа толку и голема пораснала. Една од специфичностите на секвојата е добро развиен коренов систем. Значи, не може дрвото од преку 100 метри да се храни ако нема добро развиен коренов систем. Денеска да совладаш гравитација, водата да се однесе на 100 метри е многу тешко со физички методи како што луѓето имаме пумпи, а не природата со своите осмоски карактеристики што ги имаат дрвјата. Кога во првите почетоци секвојата почнала да се одледува, односно сакале луѓето да ја размножат, и било многу тешко да ги соберат шишарките. На 80-100 метри некој да се качи, тоа било тешко изводливо. Па се сетиле на еден стар индијански трик. Виделе дека шишарките ги јадат црвените верверички. И што направиле? Те ги затворат верверичките во кафес, ти ги огледнат 2-3 дена и ги пуштаат. Тие се качуваат до големи висини, ги кинат шишарките. Еве шишарката како изгледа. Шишарката паѓа доле и луѓето ги собираат шишарките. Ќе се симнат верверичките, повторно си ги собираат. Значи, многу лесен и едноставен начин на собирање на вакви големи височини. Една од карактеристиките е што шишарката е зрела втората година. Меѓутоа, како и другите големи дрвја, најголемото дрво во свет што расне во висина е еукалиптусот, преку 130 метри. Второ по височина доаѓа секвоја семпервиренс, а секвоја дендрон гигантеум е трета по височина. Меѓутоа, таа е прва па во однос на дебелината, преку 12 метри. Самата шишарка се карактеризира што во неа се наоѓа многу ситно семе. За триве најголеми дрвја во светот што раснат, карактеристика е тоа што имаат најситно семе. Еукалиптусот има семе ситно како тутунот, како афионот. Значи, многу ситно. Исто и секвоја семпервиренс, и секвоја дендрон гигантеум, джиновската секвоја, имаат многу ситно, мало семе. Тоа овозможува да се разнесува на поголеми далечини, односно видот да створи квалитетен и добар семенски материјал кој што ќе го одржува, односно ќе се подмладуваат популациите од секвоја. Кога ја пронашле секвојата, нашли и голем број на стари и паднати стебла и виделе луѓето дека ова дрво и не е толку цврсто и јако, што не може да го потребат, меѓутоа било огромни димензии и било многу тешко за транспорт. Најчесто во тој период секвојата се употребувала за изработка на шкорчиња, за кибрити или за некои други дрвени материјали што биле лесни. Бидејќи дрвото секвоја е многу лесно. И има многу убава текстура, има вино-црвена боја, срцевината. Доека беловината му е многу мала и е жолтеникава. Ваквите својства, особено естетските својства, допринела секвојата да се употребува многу за во уредување, правење интериери и така натака. Пенушката на секвоја дендрон била многу голема, имала преку 10 метри во диаметар и оваа пресечена пенушка на луѓето им служило како подиум за играње. Тука се правеле забави и така натака. Во Европа, кога е внесена, пред се првите внесувања била со цел да се донесе како дрво што многу брзо расне, големо расне и така натака. Потоа почнале да ја внесуваат и во шумски култури да видат какви својства ќе покаже на европскиот континент, бидејќи условите во Калифорнија не били исти со европските услови. Луѓето имаат представа дека како големо дрво мора да расне на многу влажни, многу места и така натака. Меѓутоа секвојата гледате овдека е на 900 метри и покажува многу добри резултати. Тоа е пред се резултат бидејќи секвојата е термофилен вид кој што бара топлина.
Кората на секвојата е една од најдебелите кори во светот. На најстарите стебла е измерена дури кора од 70 сантима, што е доста специфично и карактеристично за овој дрвен вид. Она што уште еднаш ќе го повторам, оваа кора прави многу добра заштита на дрвото од пожари, меѓутоа и од други абиотски и биотски влијанија. Сето тоа, значи, бенефитот од ваквата кора е долговечноста на овој вид. Македонија е држава која што многу малце има четинарски видови. При крајот на Втората светска војна и почетокот на обновата на државата, еден од главните приоритети на тогашното шумарство било да внесе што поголем број четинари. Четинарите се добри пред се затоа што многу брзо раснат и за краток временски период даваат квалитетна дрвна маса, што тогаш им била потребна на индустријата што била во развој. Внесувани се дрвни видови, алохтони четинарски видови во две групи или на два локалитета. Прво се внесувани четинарски видови за потребите на шумарството и дрвната индустрија. За таа цел се подигани шуми и шумски култури во повисоките планински предели, каде што за пократок временски период се добивала поквалитетна дрвна маса. Значи се правило едно интензивно шумарство, каде што ќе се добие многу подобар квалитет. Втората група на алохтони видови што се внесувале била во оној субмедитерански предел, тоа е потечението на реката Вардар, каде што основна цел им било да се заштитат овие предели од ерозија, да се направат така наречени заштитни шуми, шуми кои ќе отпочнат еден нов процес на обнова на зелениот покривач покрај реката Вардар и оние степски и полустепски предели што имало во Македонија. Ние сега сме во едно подрачје каде што се внесувале стопански значајни видови и во рамките на овој овдека објект се внесени поголем број на видови. Покрај секвоја дендрон гигантеум, што ја гледаме овдека, се внесувани и други видови, брзорастежни, како што е дуглазијата, псеудоцуга мензиеси. Потоа внесен е аришот, кој е алохтон вид и не е природно застапен во Македонија, стробусот, пинус стробус, Хамаеципарис лавзонијана, Пинус ларицио и некои други видови, како споредбено да се види како ќе раснат, како што е Пицеа абиес, Пинус нигра и Пинус силвестрис. Целта на овие култури било за многу краток временски период, негде од 50, максимум 60 години, да се добие дрво кое ќе има квалитет и ќе се користи за шумарството и дрвната индустрија, односно за градежната индустрија и за другите потреби на човекот. Од досегашните истражувања и претходни и преку разни научни трудови, дипломски работи и така натака, утврдено дека културите за овој период на овие услови се покажале многу добри. Значи продукцијата на дрвната маса е извонредна голема и така натака, што укажува на фактот дека во иднина за потребите на шумарството можат да се користат. Резултатите во шумарството не се така брзи како во земјоделието. Па насадите една култура па видите дали успева или не успева. Нас не треба 50 до 60 години да видиме дали имаме одреден успех. Од она што гледаме, секвојата е извонредна. Веќе овдека има диаметри преку 1 метар во дебелина за 60 години, а достигнува височина од 35 до 40 метра, што е импозантно, што ни еден друг вид автохтон домашен не може сето тоа да го постигне.
сите истражувања кои што се прават на некоја локација. Наша цел за секое истражување е да ги лоцираме каде се наоѓаат. Значи, од тука доаѓа потребата за изработка на карти, прикажување на местата кои се истражуваат во просторот. Картографијата е интегрален дел од секое истражување и со тоа самото картирање е многу важен дел. За да се стави нешто на карта, треба прво да го најдеме каде се наоѓа. Значи да најдеме точна локација, координати и тоа се прави на повеќе начини. Значи имаме модерни технологии во денешно време, користење на глобални навигациони сателитски системи, кои со помош на популарно наречен GPS може во моментот да ни каже каде сме, на која локација и со кои координати. После наша задача е тие координати да ги ставиме на еден лист хартија и да ги прикажеме картографски. Значи, како што се кажува, една слика, 1000 зборови. Значи, на една карта може да ни каже многу повеќе отколку повеќе страници напишан текст. Самата карта не представува само, освен што представува визуализација на просторот, исто така ни овозможува да земеме некои мерки од просторот. Значи да измериме за каква површина се работи, за да видиме за конкретно какви видови таму постојат. Значи конкретно ова шума со секвоја, тука што ја видовте, многу важно е прво да се лоцира воопшто каде се наоѓа. Понатака може исто така да се детализира постапката, каде што секое дрво ќе се обележи и понатака откако ќе се стави секое дрво со посебни координати, во текот на времето може да следи мониторинг, каде што ќе се следат тие дрва конкретно здравствена состојба, колку пораснале, оштетувања соодветни, и тоа е дел од едно систематско проучување, што понатака може да биде исто така споредливо со други научни истражувања на друго место. Културата од джиновската секвоја на китка представува еден редок пример на успешно внесување на странски алохтони видови во Македонија. Овој пример овдека треба да го промовираме и на други места на територијата, бидејќи нашата земја е чудесна. Таа има такви добри климатски услови, такви планински пределни вредности, почви, што во неа можеме буквално да донесеме многу видови, не само за економски бенефит, него и за природен бенефит, за да видат луѓето природни вредности што значат и сето тоа да го искористат, значи да направи Македонија еден парк од најразлични светски дрвни видови, што ќе не прави посебни во целиот Балкански полуостров. Просторните податоци наоѓаат голема примена денеска во науката и воопшто во општеството. Исто така имаме платформи кои се веб базирани, каде што многу голем аудиториум може да пристапи на тие податоци
и постојат различни бази на податоци што во моментот можеме да ги видиме на интернет, значи веб GIS дел и исто овој дел е интересен за пошироката јавност, бидејќи откако ќе го направиме истражувањето, тие податоци ќе одат на некоја веб GIS платформа и сите тие просторни карти, податоци може јавноста да се запознае. Во држава во моментот имаме исто така повеќе просторни бази поврзани со дрвјата. Конкретно тоа е зелен катастар на град Скопје. Значи на ист принцип може да се направи и оваа шума, значи да се инвентаризира секоја дрво, да биде таму со точка и кога ќе ја видите картата, секоја дрво може да кликнете на него и да добиете информации за каков вид се работи, значи колку е високо, колку е старо и така натака. Во период кога се бориме со овие климатски промени, ваквите примери укажуваат дека шумарството, односно внесувањето на шумските дрвни видови, подигањето на шумите се едни од најзначајните фактори во борбата против климатските промени. Вид кој што е отпорен на огин, за подрече како што е Македонија, кај што е подложна на голем број пожари. Покрај секвојата постојат и голем број на други видови што се пирофитни, отпорни на огин. Ние треба и нив да ги форсираме. Не само да идеме за економски бенефит, него пред се да добиеме една шума која што ќе биде природна, отпорна самата од себе, да се штити од тие негативни влијанија, од абиотски, биотски пожари и така натака. Со тоа, јас мислам дека ќе се справиме многу добро со предизвиците што не очекуваат во иднина, а кои што тие црни или мрачни сценарија се повеќе и повеќе ни се презентираат дека ќе дојдат на земјината топка. Македонија има можност да претвориме во една оаза, порано беше оаза на мирот, сега оаза на убава природа, здрава природа, во која што луѓето се повеќе ќе бидат во неа и ќе ги почувствуваат благодетите на природата.